интерес кој го прикажувате. Изненадени дени сме од огромен интерес кој го прикажувате. Захвални сме на вашето присуство. Ние ќе се трудиме и се потрудиме да она што го кажеме биде едноставно, разбирливо и она што ни забележува да ние го потенцираме со една квалитетна инженерска јасност. Да докажеме дека античките македонци биле писмени не е лесно. Затоа можеме да потегнеме малце подлабоко во науката и да се послужиме со математичките и инженерски методи, да нашиот доказ биде така јасен да и на сите им биде разбирлив. Биде разбирлив во она што сакаме да го докажеме и што мислиме дека во овие изминати 10 години кои што работиме го докажеме. Тоа е на прв поглед многу едноставно. Дека една цивилизација која 300 години владела со светот била писмена на својот мајчин јазик, на секој нормален човек не би требало да му се докажува, што се подразбира само по себе. Али, што се однесува на Македонија и македонците, тоа не е така. Повеќе пати сум слушал дека од јазикот на античките македонци нема ниту една реченица зачувана од давнина во е временски интервал од повеќе од 2000 години. Дека има некои 150 глоси, некои зборови кои не личат на грчки, па може да се македонски, тоа никако ние како инженери не можеме да се помириме и затоа решивме да навлеземе во води кои не се вообичаени за инженерската струка, али и кои, како што ќе видиме, не можат други профили или во науката да го решат тој проблем. Сепак тука е потребна многу повеќе логика, математика и инженерство. Да тргнеме со проблемот. Каменот од Розета. Каменот од Розета е најчувениот артефакт во археологијата и напишан е пред 2200 години во Египет, пронајден е пред повеќе од 200 години во Ел Рашид, во делтата на Нил, за време на Наполеоновите освојувања. Во науката е проучуван повеќе од 200 години, а дека неговата актуелност не е измината, на преборувачот Google можете од терминот Розета Стоун да најдете повеќе од 3 милиони веб страници, повеќе 3 милиони научници сега. Интернетот е млада можност, кој нема повеќе 10 на 15 години. Значи, во овие 10 на 15 години повеќе од 3 милиони научници седнале, напишале и поставиле под терминот Розета Стоун своји согледувања. Иако на прв поглед изгледа дека проблемот е нерешлив, ако досега никој не успел да го реши, ние некако бевме инженерски тврдоглави и започнавме. Ево, отприлike ќе се одвиди нашето представување. Национален музеј, тоа е огромна гранитна стена, испишана, убаво се гледа, има 3 сектори, во горниот сектор е текстот, декретот на Птолемеј V Епифан од династијата Птолемеј, македонска династија. Во средината е така нареченото немско писмо и на крајот е унцијално писмо, кое ние го познаваме како модерно грчко писмо. Очигледно е дека горниот текст е напишан со хероглифи, писмото на египетските свештеници. Напишан со унцијално грчко писмо кое се уште во современата наука е постојно и многу полесно разбирливо. Средниот текст е предмет на нашите истражувања. Прво, логиката наша беше: секој господар мора да
ако истакнува декрет, ако дава наредба. Кога бугарите беа во Македонија, наредбите ги даваа на бугарски. Кога германците беа во Македонија, наредбите ги даваа на германски. Кога турците беа на Балканот, наредбите државниот јазик беше турски. Секој завојувач нема да го учи јазикот на онаа што ги завојувале, него додека владее со освоените територии, владее со својот јазик. Тоа ни беше прва она искра, дека средниот текст мора да е напишан на јазикот на античките македонци. Такав е тој јазик, какво е тоа писмо, тоа останува предмет на докажување. Идеме понатаму. Ево го средниот текст. Средниот текст на каменот од Позета во науката познато е дека е напишан на демотско писмо. Демотско значи грчки народно, али народот во тоа време колку бил писмото е друго прашање, па името колку е соодветно. Напишан е од десно на лево, во една континуирана низа, без размак меѓу зборовите, без точки, без запети, без нов ред, без големо слово, без интерпункција. Тоа било стилот на пишување во тоа време. На прв поглед, релативно доста замумулено, закукулено, што се вели. Ние проблемот почеток го поделивме на две фази. Прва фаза е да го идентификуваме писмото. На едно писмо после тоа може да се користат разни јазици. Значи, тие се два проблеми. Писмо, ако го научиме писмото, например, да беше ова латиница, нека да ги читаме, ги познаваме гласовите, звуците, согласки, самогласки. Значи, прво писмото, а после тоа е втора фаза, кога ќе го идентификуваме писмото, ќе се свртиме за реконструкција на јазикот. За писмото мора идеме по едноставен пат. Наредно. Ево се карактеристики, она што во почеток знаеме, практично не знаеме многу. Нема интерпункција, текстот е континуиран без празни места, текстот се чита од десно лево, писмото е словово, тоа е важно, со неколку криптографски знаци. Словово писмо и то словови од типот согласка, самогласка. И денешниот македонски јазик има таков карактер на своето композиција, согласка, самогласка. Согласка има многу мали изузетци кога две согласки можат заедно да се напишат. Дополнителни значи пишување изолирани согласки, пишување самогласки, кога пишувањето знаци еден од друг, да се запишат еден на друг, формирајќи на тој начин лигатура. Отприлike е ова многу штури сознанија на почеток. Идеме понатаму. Што констатирам? Тука нема никакви предпоставки, никакви шпекулации. Во она прва слика, што ја го видовте текст, ги идентификувавме овие знаци. Издвоени се и убаво напишани. 13 знаци кои ги нарекавме асиметрични, тука доминира вертикалната црта и на неја горе се додадени разноразни точки или ручки